Францускиот председател Емануел Макрон прогласи карантин кој што ќе започне на 30 октомври и ќе трае најмалку до 1 декември. Бранот се расшири низ цела Европа. Несомнено ќе биде посилен и поубиствен од првиот. Вирусот циркулира со брзина што не ја предвидуваат ниту најпесимистичките прогнози, рече Макрон. Според новите правила на прогласениот карантин, од петок на луѓето ќе им биде дозволено да го напуштат својот дом само на 1 час. Во секој од овие случаи луѓето ќе мора да потполнат образец за да го оправдаат напуштањето. Карантинот вклучува и забрана за собирање. Училиштата ќе останат отворени исто како и градинките. Макрон се надева на вакцина во текот на летото, повикувајќи се на проценки на научниците. Властите во Филаделфија од синоќа воведоа полициски час со цел да спречат насилствата проследени со кражби за време на протестите, кои избија откако афроамериканецот беше жртва на полициско насилство. Како што е соопштено од канцеларијата на градоначалникот на Филаделфија, полицискиот час стапи во сила вчера во 21 часот и траеше до денеска наутро во 6 часот. Во Филаделфија од понеделникот се одржуваат протести откако полицијата го застрела 27-годишниот афроамериканец Волтер Волас, кој се судрил со безбедносните сили и бил вооружен со нож. Волас почина како последица од повредите. Во првиот ден од протестите били уапсени 91 лица. Полицијата обвини дека дел од демонстрантите ги искористиле протестите за кражба во продавниците. Премиерот на Канада Џастин Трудо изјави дека ситуацијата со пандемијата мора да се држи под контрола и ги повика граѓаните да останат смирени. Канада бележи 1763 нови случаи, вкупно 224.650 со 10.023 смртни случаи, а некои провинции, особено Алберта, Британската Колумбија и Онтарио, сега имаат повеќе случаи отколку што беа пријавени напролет на почетокот на пандемијата. Ова ќе биде тешка зима, лесно е да се кренат рацете. Фрустрирачки е што мора да ја поминеме оваа ситуација. Никој не сакаше 2020 година да биде таква година, но ние мора да ја задржиме контролата и секој треба да си го направи својот дел, рече Трудо. Ако не бидеме внимателни, можеби нема да ги има ниту семејните собири што сакаме да ги имаме на Божик, рече премиерот.